оваа година, освен главната бина, имавме и алтернативни 4 бини, каде што на 4 настани, каде што го промовиравме во годишниот биофестивал. И задоволен сум и од тој дел, затоа што новитетот што го промовиравме покажа дека граѓаните тоа го сакаат, уживаат на новите моменти, а посебно сакам да нагласам дека на паркот кај Основниот суд во Прилеп, каде што се забавуваат најмладите и највозрастните, покажа дека вистина таа приказна треба да продолжи и ово да нагласам дека со барење по барење на граѓаните секој викенд таа алтернативна програма ќе продолжи. Впрочем, како и јавниот простор кој што работи цело време за во летниот период, и овој дел кај судот, кај паркот на Основниот суд во Прилеп ќе биде на располагање цел временски овој летен период. Задоволството уште поголемо што информациите што ги добив и од сите уметници, од учесниците, од угостителите, од публиката и од граѓаните пред се, дека се задоволни од овогодишниот Пивофест, затоа што понудивме програма по вкусот, по сечи вкус за сите генерации и уште не сакам да нагласам дека како никогаш досега оваа година имавме на главната сцена од 16 учесници, 10 беа македонски, од кои 6 од Прилеп, што ми е посебно драго за сите наши прилепски бендови и уметници ги промовиравме, да му покажеме на нашите граѓани дека сепак се грижиме најмногу за Прилеп, па после за сите останати. Во оваа прилика сакам да упатам благодарност до сите институции кои што и субјекти кои што допринесоа да овогодишниот Пивофест биде успешен и впечатокот е вистински добар. Бевме домаќини и испративме вкупно 171 артист во организација, во маркетинг, во продукција, работеа во техника, волонтери, работеа повеќе од 560 луѓе, обезбедување. Имавме 24 часовна, речиси 24 часовна програма на 5 локации, значи вкупно некаде имаше околу 560 луѓе кои што работеа во потесниот круг. Кога на ова ќе се додадат и ангажираните луѓе од полиција, од брза помош, од пожарна и од комунална хигиена, градоначелник, уште нешто ако заборавам, тогаш навистина бројката ќе излезе дека имаме преку 1000 луѓе ангажирани. Зошто го кажувам ова? Би сакала прилепчани да знаат дека навистина посветено се работи, дека многу луѓе го чувствуваат фестивалот како голема одговорност и дека без сите овие луѓе кои што се вклучиле во организацијата фестивалот нема да биде добар. Исто така би сакала да кажам околу тоалетите, годинава имавме 72 тоалети и 2 за посебни за лица со посебни потреби и бевме среќни што го постигнавме тоа што го сакавме. Добив интересна информација од полицијата, а тоа е дека од 2015 година наваму ова е фестивал со најмалку инциденти воопшто на Пивофестивалот. Од паркинзи добивме информација дека има повеќе од 12.000 возила дојдени надвор од Прилеп, дека паркингот бил совршено организиран и дека немало никакви проблеми, дека протокот на возилата во градот бил одличен. Брзата помош, 70 паркинг редари работеле за овие 4 дена. Од брзата помош работеа 3 екипи од по тројца медицински лица, да, во сите денови, освен петок и сабота, кога имавме дополнување од медицинска екипа од Битола, што значи дека сме имале 15 медицински лица во секое време достапни на располагање и според нивната информација ниту еден сериозен инцидент нема. Тоа се мали инциденти кои што тие ги имале работа како колапси, како слошување кое што е нормално на ова топло време, значи немало
пијанства големи, немало повредување. Со друг збор, брзата помош немала работа, што ни е посебно драго, исто така и пожарната екипа.